Цивил медија. Господине Георгиевски, кажете ни, имате ли информации што се случува во ВМРО ДПМН со оглед на тоа дека се изгласа за уставните промени и со оставките и исклучувањето во ВМРО? Па морам да ја кажам дека изворни информации немам толку многу, затоа што за жал таму знаете дека кадровската структура е многу променета, многу од тие луѓе малку ги знам и можем само да ви ја дадам анализата врз основа на она што јавноста го презентира како информација. Според она што го гледам, прво морам да кажам дека за жал и покрај кадровските промени што се случија пред тоа сега криза во ВМРО ДПМН, очекувавме дека нешто ќе се случи на идеолошки план различно во ВМРО ДПМН. За жал тоа не можам да го видам до ден денеска. Гледам дека реториката на ВМРО ДПМН и се уште реториката што за жал господинот Никола Груевски ја внесе во таа партија. Идеолошката матрица е таа, идеите се тие и некако тешко се расчистува со таа идеолошка наслага која 11 години беше карактеристика за ВМРО ДПМН. Така што ова битка на исклучување на пратеници, за жал морам да ја кажам дека повеќе некако го доживувам како битка на периферни работи, а не на некои суштински работи. Дали некои луѓе се врзани со нешто, дали се условени со нешто. Значи не е она што може да се каже на реална идеолошка трансформација на партијата. И тоа ми е жал што, за жал, ВМРО ДПМН денеска продолжува да биде носител на една риторика која за мене е надмината, завршена, поминета. И еве јас, како човек кој сум ја основал таа партија, кој сум се вградил во таа партија, не можам да не кажам дека имам едно лично жалење што моите идеи и моите сваќања за Македонија денеска повеќе ги препознаваат луѓе од СДСМ и тие сега нормално како своји ги истакнуваат и се борат за ние, за тие идеи, а партијата која сум ја создал и ја зборува другата реторика. Значи, сега ако некако направиме една споредба, јас не можам да не ја забележам критиката, дека риториката со која зборува денеска СДСМ е риториката на ВМРО ДПМН од 90-та до да речеме до 2000-та година, а риториката што ја зборува ВМРО ДПМН е риториката на СДСМ од 90 и некоја година. И едноставно не можам да се начудам какви се процеси се случија во Република Македонија. Жал ми е што тоа се случува, жал ми е што партијата кај што концептот за државотворноста ја донесе во Македонија 90-та година, денеска се претвора за жал во некој, да речеме, собирач на минати приказни, собирач на некои погрешни сваќања за идентитетските прашања, чувството за државност негде тука по пат е негде изгубено и сето тоа, за жал, се уште таа партија прави доста далечно од мене. Доколку не успее договорот со Грција, има ли Македонија план Б? Па, гледайте, може би пред 15 на дена тоа прашање имаше повеќе основа. Денеска гледаме дека некои проблеми се надмина, а сепак има сега доволно пратеници кои би гласале во македонскиот парламент. И во таа насока јас сум оптимист дека ова сега агенда ќе се истера до крај. Значи не гледам сега во овој момент некоја сопка дека може да се случи за да не поминат уставните амандмани. Меѓутоа план Б не зависи само од Македонија, план Б зависи и од меѓународната заедница, нели? Јас мислам дека меѓународната заедница, значи ние можеме тука да си правиме какви што сакаме, нели, идеи, концепти, замисли, меѓутоа тие концепти и замисли треба да ви ги прифати меѓународната заедница, затоа што можете да имате многу сериозни проблеми. Мислам дека ниту Македонија има некој вистински план Б што ќе прави ако пропадне оваа евроатлантска интеграција, а пак сметам дека ниту меѓународната заедница пак нешто е спремна да прави
политика специјална за Македонија и еве да не ни дава простор да се развиваме во таа насока. Така што сметам дека а и немаме потреба од план Б. Значи, ние имаме јасна агенда. Значи, нашиот интерес е влез во Европската Унија, влез во НАТО. Тоа како држава, како нација, како граѓани сме го поставиле многу рано со правењето на самостојна Македонија и сметам дека сега кога веќе влеговме на патот на таа агенда, треба да ја завршиме таа агенда. Цивил медија